Ние кои раставме во 90-тите години, за да се споредиме со некој или да видиме како живеат побогатите од нас или како се живее во некоја друга држава или селебрити, каков лајфстайл има, моравме да дојдеме некако еднаш месечно, а најчесто само неколку пати во годината до германски Браво, не знам колку се сеќаваш, или на американскиот Seventeen. Сега децата буквално константно се изложени на таа споредба и на тие рол модели или животни стилови кои за нив се недостапни. Колку ова кај нив всушност ја предизвикува таа анксиозност, потреба за споредување? Дали е тоа најголемата закана која што ги демна или она што пред малку го спомена, сексторзијата, предаторите, буквално нивната безбедност? Што е поголем ризик? Не знам дали можеме да речеме дека нешто е поголем или помал ризик, меѓутоа од една страна во однос на делот на споредбата постои студија која што Guardian ја имаше објавено, која што објаснува како на пример кај младите девојки околу 35% од корисничките на Инстаграм веќе имаат депресивни мисли, кои што провајуваат и суицидални мисли поради тоа што своето тело не го доживуваат како телото кое што го гледаат на платформата и животниот стил кој што таму се пласира како секојдневен стил кој што е многу поразличен од реалноста. Меѓутоа има и други безбедностни, да речеме, димензии кои што исто така се многу загрижувачки.